Родителите на починатите деца од дискотеката Пулс во Кочани преку писмено соопштение истакнаа дека премиерот Христијан Мицкоски на средбата со нив им кажал да си одредат цена за нивните починати деца. Револтирани напишаа дека биле длабоко понижени и навредени, додавајќи дека докрај ќе се борат за нивните, како што велат, убиени деца. Премиерот започна да го чита барањето и изјави дека ќе се задржи само на 5 точки, без да ги разгледува во ведните делови и правни објаснувања. На првата точка, која се однесуваше на еднократна парична помош за секое семејство погодено од трагедијата за душевна болка и нематеријална штета преку фондот за итна поддршка од државниот буџет, добивме одговор кој не само што не понижи, туку длабоко не навреди како родители и како луѓе. Ова барање е исто како предлогот на СДСМ, само што вие немате ставено цена. Одредете си цена за вашите деца. Тоа беше моментот кога болката премина во чиста неправда. Овие зборови ќе одекнуваат за секогаш во нашите срца, како уште една смрт на достоинство. Јавен повик до премиерот и целата јавност. Доста е. Стои во соопштението од родителите. Од влада пак денеска соопштија дека ова не е точно и дека во моментот се прави злонамерно дефокусирање и злоупотреба на трагичната судбина. Владата жали за впечатокот кој некои го добиле, но тие средби досега не се ни првија ни последни. Апелираме да не се прави сензација од средба наменета за поддршка и сочувство. Тоа беше втора средба со семејствата и ние би потсетиле дека премиерот за време на средбата од почетокот и до крајот разговараше и се поздрави, изразувајќи сочувство со сите присутни поединечно и ни за други гестови, иницијативи и работи кои од етички и човечки причини на вистина не сакаме да бидат предмет на јавна дискусија, затоа што се интимни, длабоко приватни и ние тоа сакаме да го почитуваме. Сведувањето на дискусијата на здраво како сте и колку чини, не само што не ја одразува вистинската дискусија и намера, туку е навредливо и се обидува да фрли сосем погрешно светло на намерите и постапките на влада, определувајќи ги како длабоко нечовечни, што е несоодветно и неточно, стои во соопштението од влада. Оттаму пати апел да не се злоупотребуваат овие настани моменти, да не се суди врз база на гнев и тенденција, додавајќи дека владата секогаш ќе биде тука за семејствата и колку што може максимално ќе им помага во барањата кои се рационални и врз основа на закони и ингеренции.